А ако поентата е да го нахраниш македонскиот народ со патриотизам, да го нахраниш, затоа што го цитирам тоа е многу испреверзирано гледање на патриотизм. Патриотизам е да не го штетуваш буџетот на државата на прво место. Патриотизам е подобрување на економските прилики во државата. Политичарите кои што сакаат да го хранат цело време народот со патриотизам, говорат за работи кои што се метафизички, кои што немаат никаква реална употреба во животот на граѓаните. Наместо ние да се фокусираме на тоа како сите оваа држава да бидат побогати, посрекни, позадоволни од образование, од здравство, ние се фокусираме на албанското, на македонското знаме, благодарение на пропагандата од политичарите. Единствено прашање кое што ги обединува сите граѓани на оваа територија е сите ние да имаме тука подобар живот. Зашто да збориме за работите кои што не делат? Цената за 30 години хранење на народот со патриотизам ја плаќаме денеска. Биди ти Елон Маск, па да видиш како ќе допринесеш за оваа држава. Седни научи нешто, седни прочитај некоја книга, отвори компанија. Ама младите имаат проблем и во тој дел. Отвориш компанија, стануваш успешен, доаѓа власта те рекетира. И најлесно е завет на знамето, името, историјата. Гоце Делчев да е денеска жив, би се срамело тоа во што се претвори македонската држава, која што е заработена со крв, со маки, со пот, со трагедии, со солзи. Генерациите кои што се избориле за оваа држава не се бореле за ова. Имаме сега наша држава, 30 години независна и суверена. Дајте да ја оправиме.